Добро дојдовте на овој настан под наслов Наше сонце, наша енергија, наши инвестиции, организирано од страна на Прокредит банка со цел промоција на инвестиции во обновливи извори на енергија, конкретно во соларната енергија. Сите сме сведоци на енормно качување на цена на електрична енергија и други енергенциви во последни неколку месеци. Македонија чека забрзана транзиција кон обновливи извори на енергија. Исто така битно, поготово за национална економија, трговински баланс е, би кажала, дури болно, зависност од увозна електрична енергија, затоа што, за жал, се уште не можеме да произведеме онолку колку трошиме. Од друга страна, имаме сонце во Македонија. Имаме технологија која технички не е презахтевна и исто време станува све поисплатива као технологија. Имаме успешни, финансиски силни македонски компании кои исто така сакат и некои алтернативни можности за инвестирање. Што од диверзификација, што од остварување на некој можда дугорочен пензиски фонд, сакат да инвестират вишок од свој капитал во некои други линии, кои од една страна ќе бидат финансиски исплативи, долгорочни, а од друга страна ќе имат и бенефит на Македонија и наша економија. Наше сонце користиме за наша енергија со наши пари. Тоа е главни мотив за ова денешна средба. Денеска сите земји во светот, големите и малите, развиените и неразвиените, се соочуваат со два големи предизвици. Прво, да обезбедат континуарно снабдување со ефтина енергија и второ, да ги ублажаат климатските промени. Зелените кредитни линии можат да одиграат одлучувачка улога во овие цели. Она што останува како наша задача е да ја обезбедиме поволната клима за успешност на овие инвестицијски проекти. Од идеја до реализација. Целта на овие две панел дискусии ние да ги представиме сите оние релевантни чекори кои што се неопходни во постапката и во процесот на градење и изведба на една фотоволтаична централа поставена на земја. Впрочем, на влезот ви поделивме еден диаграм кој го изработивме во Прокредит банка врз база на некој наше искуство, акумулирано, финансирајќи проекти досега во минатиот период, врз база на повратни информации од клиентите со кои што соработуваме, инвеститорите, изведувачите, меѓутоа и надлежните институции со кои што и ние како банка имаме редовна соработка за да научиме и го сватиме прво како институција како тече процесот, а потоа и да споделиме некои знаење и информации кон нашите клиенти. Самиот диаграм се надеваме ќе помогне полесно да ги разбереме кои се чекорите, што е она што треба да се направи во постапката, која е надлежната институција во процесот и колку е време трајањето на секој тие чекори. Во првата панел дискусија ќе дискутираме пред се што е она што го прави државата за да ги помогне инвестициите, потоа кои се чекорите од која ќе откупите или ќе купите веќе парцела и земјиште, сакате да почнете да градите, кои се чекорите до добивање на градежна дозвола и согласност во електродистрибуција за да може понатаму централата да приклучите на мрежа. Министерството за економија е надлежно за спроведување на политиките во делот на енергетиката и воедно поддржува промоција на обновливите извори на енергија со цел зголемување на учеството на обновливите извори на енергија во бруто финалната потрошувачка на енергија во државата согласно стратешките документи кои се донесени. Постапката за да еден производител од обновливи извори на енергија се стекне со право на премија се одвива преку тендерска постапка која е пропишана во уредбата за мерки за поддршка и значи започнува со објава на јавен оглас во кој е декларирана вкупната инсталирана моќност која се нуди на конкретниот оглас, за кои заинтересираните понудувачи имаат можност да поднесат понуди. Последниве 12 месеци беа доста динамични од аспект на заинтересираност на реалниот сектор. Дел од постапката е исто како битен и од аспект на Министерството за транспорт и врски, поготово во
чекорот од кога ќе се купи земјиштето, која е вашата улога, кои се пораките кои што треба да ги имаат во предвид инвеститорите? Доколку за 10 мегавати им требаат 10 хектари, нето површина за поставување на фотопанелите. Треба да земат во обзир дека треба да има пристап, треба да има соодветно растојание или некои други потребни површини, минимални согласно Законот за урбанистичко планирање или за градење. Планерите и инвеститорите мора да ги истражат добро работите на почетокот, значи да набават навремено податоци и информации од сите институции, вклучително животна средина, сектор води, сектор природа. Во фазата на урбанистичката планска документација потребно е од Министерството за животна средина да обезбеди решение за услови за планирање на просторот, понатака да утврди потребата од изготвување на спроведување на стратегиска постапка за оценка на влијание на планот. Би препорачала да имаат во предвид дека доколку се локацијата е во 50 метри од водно тело, дека ќе треба потребно е да обезбедат и водостопанска согласност. Нашите препораки се да се избегнуваат локалитети кои што се означање од аспект на природна, особено ако е идно Натура 2000. Целата постапка од почеток, значи од услови за планирање, проектна програма, изработка на урбанистички проект или план, се води во системот урбанизм. Дефинирани се чекори согласно законот, диаграмски, кај што се знае како планерот ќе поднесе, оди на мислењата постапката трае 20 дена, системот ги одбројува тие, поминуваат, гледа комисија, повторно оди да речеме на јавен увид и така натаму. Комисијата за урбанизам секојдневно стојат на располагање на планерите, секојдневно имаме работни состаноци со планерите и инвеститорите во насока на олеснување на постапката и документацијата, до објаснување. Во која фаза и која е улогата на електродистрибуција во доменот на барање на согласност за приклучок? Што е оно што треба инвеститорите да го знаат? Улогата на дистрибуција е активна. Инвеститорот во фаза на планирање не знае на кое напонско ниво ќе биде приклучен. А клучно му е таа информација за да знае каква постапка треба да води, дали во министерство или во општина. Треба да бидеме свесни дека приклучокот е многу важен фактор во целата постапка на носење од идеен проект до одлука за инвестиција и све останато, меѓутоа не е најклучниот проект, не е најклучниот чекор. Затоа што целиот концепт и целата таа инвестиција зависи од чекорите после приклучување на дистрибутивната мрежа. Треба да внимаваат каде се локациите кои што ги бират, да не се оддалечуваат премногу од некое конзумно подрачје, значи таму каде што има мрежа, да внимаваат ако има некаква мрежа, тоа не значи дека ќе бидат приклучени таму, и дека најдобро е уште во фаза на некакви идејни проекти, веќе кога е дефинирана некаков опфат, да се обратат кај нас. Ние како компанија, иако законски не сме врзани да даваме такви мислења и такви, да кажем, анализи и информации, настојуваме да излеземе во пресред. Втора категорија до 1 мегават, прва категорија 1 и повеќе. Каде е тоа утврдено со некој закон, правилник или каде може да го најдеме? Законот за градење, член 57, ви се утврдени категоризацијата на градбите. Благодарам. Во овој панел следно ќе дискутираме од моментот кога веќе имаме градежна дозвола дефинирана, кога веќе имаме дефинирана точка или согласност за приклучок на фотоволтаичната централа, што се следува во процесот. Така, прво ќе разговараме или ќе дискутираме за кој е понудата и што е искуство на еден од изведувачите во Македонија, кој што може да ни пренесе како тече процесот на изведба на фотоволтаична централа, во техничка гледна смисла, од аспект на време траење и карактеристики и она што е битно што треба да го имате во предвид како инвеститори. Ќе дискутираме за изградба на фотоволтаичната централа, што се треба да се направи за да централата добие лиценца да може да продава електрична енергија на отворениот пазар, упис во Агенција за енергетика, тргување со електричната енергија на отворениот пазар, бидејќи и тоа како битен аспект, затоа што пазарот е еден од поголемите мотиви кои што во последните 8 до 10 месеци прави тоа како голем порив ке инвеститорите да инвестираат во оваа инвестиција
И на крај, што е она што финансискиот пазар, конкретно Прокредит банка, може да го понуди за потенцијалните инвеститори за финансирање и пратење на оваа инвестиција. Кој е искуството на КМГ Квазар во изведбата на фотоволтичните централи? Имаме преку 44 мегавати испроектирано, над 25 мегавати скоро изведено, а во перспектива само за оваа година имаме некои најави околу 30, до сега мислам, ви кажувам, значи околу 30 мегавати подпишани договори. Последните 2 години драстично се зголеми побарувачката. Господја Колевска, централата ќе биде изградена. Што е наредниот чекор за да може еден производител веќе да тргува со електричната енергија на отворениот пазар? Лиценцата се издава максимално во рок од 30 денови, меѓутоа поради одредени скратени постапки кои што ги имаме во ковид кризата, каде што не правиме подготвителни седници и каде што не ги повикуваме заинтересираните страни да учествуваат, обично доколку е комплетна документацијата, оди многу брзо, се случува за 15 до 20 дена да се добие лиценцата. Како производители на електрична енергија и учесници на пазарот, балансната одговорност можат да ја уредат самостојно или можат да склучат договор со веќе постоечки учесник на пазарот и да ја пренесат својата балансна одговорност на него. Тие се сите оние потрошувачи кои што се приклучени на 110 киловолтно напонско ниво. Ние веќе ги имаме сумирано податоците за 2021 година, 33,15% ни е увозот на електрична енергија за да се задоволат сите овие потреби. Во обновливите извори фотонапонските електрани кои што се досега изградени учествуваат со 3,1%. Меѓутоа, тоа е во обновливите, а во целокупното производство на електрична енергија во државата учествуваат со помалку од 1%. Незначително. Господине Кировски, кој е улогата на ЕВН како еден од играчите на пазарот на отворена електрична енергија од аспект на тргување? Од тука е многу интересно тоа е дека да, дискутираме за определена цена на откуп на електрична енергија, кој што во овој момент и тоа како флуктуира, затоа што флуктуираат и цените флуктуираат и бензинските цени на сите енергенци, не само на електричната енергија. Меѓутоа секогаш пазарот реагира покрај оние екстерни фактори како што се, не знам, надворешни влијанија, војни и така натаму, и како што можеме да имаме инфлација и слично, цената за откуп на електрична енергија ќе се дефинира секако во даден момент во поглед на тоа. Едното е какви се бензинските цени и второто е каква е понудата на пазарот и колку е потребата во даден момент. Господине Тодоров, кој е улогата на Прокредит банка во поддршка на овие типови инвестиции? Како е постапката на одобрување, кои се критериумите? Што е оно што може да го споделите пред потенцијалните инвеститори кои што би имале и потреба за финансирање на овој тип на инвестиција? Ова се проекти кои прво траат подлог период и кога збориме за проектно финансирање, спецификата е тоа што вие имате обично и вие како инвеститори така аплицирате најчесто со наменски компании. Имајќи предвид дека во нашето искуство видовме дека е долг процесот, инвеститорите нормално некои се повеќе информирани, некои помалку информирани. Ние инвестиравме доста време за да прво ние бидеме информирани првично и нашиот процес го поделивме во две фази. Првата фаза е каде што вие во некоја иницијална состојба, кога веќе, најчесто кога веќе се знае кое е земјиштето, се купува или веќе е во собственост на некоја компанија, се одлучило да се инвестира, обично се зема понуда од компаниите како на господин Паунов, и во таа прва фаза пристапувате до банката, затоа што нормално пред вас има многу чекори за да исполните, но финансиската конструкција треба да имате заокружено грубо од почеток. Така да ние даваме таа услуга да со иницијални информации за земјиште, основен проект, основна понуда и така натаму, ние правиме официјален така наречен комитет на кој што се разгледуваат овие иницијални информации и од правен аспект и од собственичка структура и нормално финансиски, и на клиентот му излегуваме со индикативна понуда. По добивање на одобрување од страна на банката,
потоа се пристапува кон исплата, која обично е нормално контролирана и во транши и ја следи динамиката на проектот, на самиот технички проект. Условите кај проектното финансирање нормално и тие зависат од видот од самиот проект, затоа што генерално максималниот рок предвиден е 15 години, што е апсолутно доволно, затоа што повратот нови инвестиции сега е намален од 6 до 8 години, претходно беше од некои 10 до 12 години, така да 15 години како е рок кој до сега е апсолутно прифатлив и го прати паричниот тек на проектот. И во овие 15 години дозволен максимален период од 24 месеци како грейс период. Нормално 24 месеци се предвидува дека е доволно за да заврши таа фаза на изградба од која ќе биде првата исплата. Покрај каматната стапка е секогаш нешто со клиентите кога преговараат, им е многу важна, што не велам дека не е, но многу е важна компетентноста на банката која ви го анализира проектот. Мој најдобро наменен совет до сите, без разлика дали ќе финансирате проект со Прокредит банка или со некои други банки, разговарајте со компетентни луѓе и оценете дали банката е компетентна и дали ги има во предвид сите овие моменти, затоа што видовте колку е комплексен процесот и треба многу вложена енергија и знаење за да стварно секој ги има сите аспекти од старт во рана фаза.